Добро вечер, почитувани, добро дојдовте во новото издание на магазин со Слободан Томич. Петок, 4 октомври 2024, веќе го начнавме и месецот на штедењето, месецот на изненадувањата, што обично тој избор го потребуваат нашите пријатели зад големата бара. Но кое е тоа изненадување? Изненадување е тоа што се случува тоа што се очекува предизборна кампања и ево текнех секако 5 ноември е денот или кој ќе се избере за прв човек на најмоćната планета на светот. Но во рамките на се она што ние вечера ќе говориме за и околу нашите македонци во светот, особено во оваа моćна држава, а тоа е Соединетите американски држави. Задоволство ми е, почитувани, и чест што вечерва со нас во наредните 60 на минути е Мето Коловски, почестен председател и коснивач на Обединетата македонска диаспора во САД, значи една невладина организација која со години се грижи за и околу Македонија и низното представување во политички амбиент во Соединетите американски држави. Еве, да му посакам добро вечер и добро дојде. Добро вечер, Мето. Здраво, Слободан, како сте? Мило ми е што се гледаме повторно. Да, ние после долги години. Да, се сретнавме 2012 во Нью Џерси во Свети Никола. Имавме една убава дешаванка, тоа беше за и околу македонското прашање, на кој присуствуваше Никодимус Царкнес, владиката, кој навистина ме остави без збор со неговото презентирање македонската вистина, македонската борба, особено во Беломорска Македонија, секако покровител и домаќин беше ти. Убав настан беше со дедо Царкнес и ја го знам дедо Царкнес од 1993 која е посети нашата, втора 92 која е посети нашата заедница. Ја бев 8-9 години и служеше во нашиот манастир како гостин тогаш и го следам цел живот и помагаме колку што можеме за нашите верски слободи во Грција да бидат на место кај што треба, кај што заслужуваме. И токму сега на 19 октомври ќе правиме конференција, иствари форум за човекови права во Солун и по втор пат. Тоа е задоволство да го слушнам заедно со нас гледачите, со оглед дека ги поканив и заедно со представникот или председателката на тој форум за човековите права, кој со дедо Царкнес разговаравме и координаторот на македонците во Женева, Златко Николовски. Мето, колку за информација и подсетување, знам дека не следиш, дека во континуитет тоа го правиме со иницијатива на Форумот Гласот на народот, веќе 25 години. Тоа се бориме да конечно Македонија доби институционална поставеност во делот на правата на македонците во светот, или конечно Македонија добие една агенција за културна соработка со македонците во светот, бидејќи во овој изминат период имавме се, само немавме тоа што значи Македонија обединета. Еве тоа е што би сакал на почеток исто. Еве прво да испоштувам моето сценарио со мојата екипа. Ако дозволиш за гледачите кои прв пат некои те гледаат, а тоа е ретко, ти си доста познат и твоето име се доста циркулира во македонските медии. Ајде во таа рубрика тоа сум јас. Мето во 2,5-3 минути тоа е кусок. Кој е Мето Коловски? Благодарам многу, Слободан. Јас сум роден во Америка, во Нью Џерси. Моите родители се по потекло од Македонија, родени во Македонија од Белица Кичевско и Бучин Крушевско. Секое лето не носеа во Македонија, имавме прилика да живееме и на село и да видиме како е селскиот живот. Имам и нижено тутуни одење набавча и слично со баба, со дедо и фамилијата на моите.
И тие се убави спомени што ги имав од детство и така и македонскиот јазик го испрактикував, иако нели роден во Америка, на англиски зборуваме и пишуваме нон-стоп, но имав прилика и често што го знам прилично добро македонскиот јазик и го владеам и го зборувам скоро секојдневно со моите. Студира во Нью Йорк политички науки и меѓународно право на Универзитетот Хатенвил. Тогаш отидов во Вашингтон на еден семестар програма, кај што видовме дека нема глас за македонците. И токму тогаш во 2003-2004 година формиравме една асоциација на млади студенти и професионалци и тоа отиде да стане Обединета македонска диаспора, која е нашата визија и мисија. Тогаш бев волонтер, работев откако дипломирав, отидов се пресели во Вашингтон и работев за Congressman Bill Pascrell во Нью Джерси, како и за Congressman Ли Хамилтон во центарот Woodrow Wilson во Вашингтон, па после отидов во адвокатска фирма и во 2009 година станав председател на организацијата ОМАДА, која водев 13 години и сега работам во организација Freedom House и живеам на Флорида веќе две години. Така да тоа е во кратки црти кој е Мето Коварски. Значи комшија си имам на големиот доаен за македонизмот и ветеран Ѓорѓе Атанасовски. Да, Ѓорѓ е личен пријател и член на нашиот совет на организацијата и во 2011 година му дадовме награда за животно достигнување во Вашингтон и така да се знаеме и така да сум во контакт и мило ми е што и он, мислам, устари ние се селиме кон Флорида и мислам дека повеќе македонци се селат надолу. Тука би барал еден джингл, бидејќи тоа е твоето представување. Одиме со джинглот и се враќаме назад со официјално дел на разговорот. Работната тема на вечерашниот магазин е сплотување на македонската диаспора. Има ли соработка или можеби антагонизам меѓу вас, да речам, во Соединените Американски држави, бидејќи ќе одам парцијално и во другиот дел во светот, апропо дијагнозата во кој, да речам, твоите колеги. Нашите македонци во светот велат дека особено во овие 7 години се избришени од македонскиот простор, заборавени, со цел да бидат ставени на ладење. Зошто? Бидејќи некој се одважил да македонците никаде не можат да се дефинират дека тоа што Бог ги створил, а тоа се македонци. Каква е ситуацијата со македонците во Америка? Дали има обединување или антагонизам? Прво морам да спомнам дека ОМАДА никој пат не беше основана да биде чадор организација на сите македонски организации. ОМАДА е основана да помогне да се подобри лобирањето за Македонија и македонските прашања, името човекови права, економски развој, културни и така хуманитарни дејности за Македонија и македонците, како што кажат. ОМАДА има одлична комуникација и соработка со повеќето македонски организации. Не значи тоа дека се согласуваме на сите прашања, но битно е тука ОМАДА стана за 20 години, сега ќе полниме 20 години, водечкиот глас за македонците надвор од Македонија. И тоа се чувствува не само во Америка, туку и Канада, Австралија, на европскиот континент, ОМАДА основа и ОМАДА Шведска, така сме сега активни во Шведска, во Бразил и во други земји.
И имаме членови низ цел членови и донатори, поддржувачи низ цел свет. И можеби една од активните социјални мрежи во светот на диаспората. Омада во последниве 7 години стана на некој начин де факто Министерство за надворешни работи или State Department на македонците надвор од Македонија. Кога се случи нели преспа договорот, уствари ние пред преспа договорот Омада почна протести и кампања Ние сме Македонија од Вашингтон, па после и пред Обединетите нации, издействувавме во Конгрес и на многу повеќе пишување статии за весници и медиуми во светот, зборување пред медиуми, интервјуа, телевизиски станици, така да Омада беше нон-стоп активна на тоа поле и кога стана законот за јазици во собранието во 2018 година, ние застанавме против на некој начин двојазична држава. Македонија е држава на македонците и сите други етнички групи кои живеат во Македонија, но официјалниот јазик според уставот е македонски. Другата работа е ние се спротивставивме против преспа договорот и ние сепак лобиравме за признавање на Македонија уставното име и можам да кажам дека Омада е заслуга Канада, Индија, Унгарија и ред други држави кои не призна под уставното име. И така да се разбира дека Омада ќе биде против промена на името и сега гледаме уште поголеми проблеми ни се ствараат поради тоа што не само што името на државата се промени, но во медиумите, странските медиуми, често пати наоѓаме дека сме северно македонци. И мораме Омада ние Омада веќе работи на тоа и сме имале неколку успеси. Дури ја коригиравме и америчката армија кога не нарече северно македонци, ние ги коригиравме дека ние не сме северно македонци, туку ние сме македонци. И америчката армија се извина на Твитер за нивната грешка и не тагна нас дека благодарејќи на Омада научија дека не е северно македонци. Така да мораме нон-стоп тоа да го правиме за жал, за да ги поправаме грешките што се направија во изминативе години, но другата работа е што иако беше ситуацијата негативна, македонците во диаспората беа, како да кажам, многу навредени и револтирани од ситуацијата, сепак Омада најде на начин да македонската заедница се признае повеќе во Америка. Имавме резолуција во Мичиган State Legislature, кај што беше прогласен септември за месец на македонско наследство и култура. Така да и во Сенатот и во Конгресот беа поднесени резолуции, имавме и прокламации од градоначалниците на Вашингтон, Нью Йорк, Шикаго, Детройт и ред други. Така да тука ја гледам мојкта на македонската заедница од и без разлика кога работите не се сјајни во татковината, ние мораме да бидеме обединети и да застанеме цврсто за македонската кауза, идентитет. Во контекст на сето тоа, таа резолуција 741 што ја поднесовте септември за и околу македонското прашање во Мичиган, што слушаме дека бугарите искористија своји врски, своји авторитети само да не помине. Но како и да е, ќе се вратиме на резолуција. Морам да те коригирам. Резолуцијата помина и беше официјално прогласен. Имаше ситуација со гувернерката кај што бугарите викаа дека поради нивно лобирање тоа беше повлечено, но не може да биде повлечено прокламација која веќе подпишана
одговорот и доставена до нашата заедница и организација. Така да бугарите не успеа во ништо Имаме ли шанса конечно оваа декларација да се официализира и да ја добие својата вредност, имајќи факт дека во престојни за 35 дена колку му доаѓа се очекуваат претседателските избори. Ние имаме околу 600-500 илјади македонци кои имаат право на глас со американско државјанство. Со оглед дека секако знам, ја че имам соговорници и од демократите, че имам и од господинот Доналд Трамп во наредните мои емисии, но фактот говори дека македонците секако се грижат за својата поставеност, за екзистенција и за националната определба. Што мислите, дали че има сенс овој пат и демократите по-сериозно да го сватат прашањето на македонците, имајќи факт дека Трамп своевременно изјавил дека не смееме да се мешаме во одбирање и дефинирање влади во демократски земји, а тоа се случи со доаѓањето на господин Бајден. Еве, вие сте во Freedom House и ќе завршам. Freedom House едно 7 пати ја дефинира власта на СДС и ДУИ како хибриден режим, влада со еден збор хибриден режим. Што би додал на се тоа? Добро е што не работам на Балканот во Freedom House, сосема имам различна функција таму која не е поврзана со Македонија и Балканот, но можам да кажам дека Freedom House Тако квалификат даде дека имавме хибриден режим. Да, точно, и дека ги рангира сите држави по 25 категории на слободи, на човечки и колективни слободи, така да која правото на индивидуа и колективните права се загрозени, тоа се пишува во репортите. И така да Македонија е прогласена како хибридна земја и тука Македонија мора да работи многу повеќе за да се подобри ситуацијата во државата и тука диаспората може многу да помогне со нашето ноу-хау, како што го викаме знаење. Сепак имаме многу повеќе македонци надвор од државата отколку натре и ако стварно се искористи потенцијалот на диаспората, ја мислам дека Македонија ќе цути, но тука треба да стварно да има партнер. Диаспората мора стварно да има партнер во татковината. Сега што спомнавте за демократите републиканци. Само една запирка тука да ставам. Само една запирка. Тоа е убаво и ви благодарам. Ти благодарам што го почна и го акцентира. Затоа велиме дека таа агенција за културна соработка, која ќе биде институционална, не сега да бидам искрен, го пренесувам повторно ставот на јавноста и на експертите, дека сегашната ситуација ја водат луѓе кои немаат чувство на национална македонска припадност. Ова е констатација на јавното мислење. А претходно имавме двајца представници на албанската популација кои воопшто не ја посетија македонската диаспора, како во Канада, како во Америка, и да не ги редам. Дали е конечно време да ова агенција биде со сите нишани, со сите белези и влезена во институцијата на системот? Овој пат рековме у предлогот наш да биде под владата 4 години, а потоа во зависност од работата ќе се види како ќе се дефинира. Дали ни треба, ве спомнавте дека Омада беше дел од пишување и во работните групи за националната стратегија за диаспора. така. За жал, таа национална стратегија беше ставена во фиока и стварно не беше искористена како што треба да се искористи. Тука има институционални проблеми, поради тоа што има сектор за диаспора во МНР, има агенција за иселеници, кој ја не сум иселеник, јас сум роден во Македонија, во Америка, моите се иселени, така да не ги опфаќа и втората, третата, четвртата генерација, иако има програми што ги опфаќаат како кампот во Охрид што се случува или за програмите за македонски јазик што ги имаат. Но тие се програми што со години постојат.
И другата работа има координативно тело кое е составено од луѓе од различни министерства, од влада, и зборуваат за како да се подобри ситуацијата. Тука мислам дека треба да има многу поголема координација и да се стварно да се испита целиот терен за соработка со диаспората и каде може диаспората најмногу да помогне и како да се институционализира тоа. Кога ќе се институционализира тоа, тогаш нема да имаш проблеми како амбасадор или конзул кои не ја посетуваат македонската диаспора и слично. Така да, нели, како вика, рибата смрди од главата. Така да, мора од да почни стварно и можеби тука нели, ние ома да сме потенцирале да има Министерство за диаспора, ако не Министерство за диаспора, поради тоа што Европската Унија има очигледно проблем што повеќе тоа бара многу средства. Да. Но ако може Хрватска да го прави, може и ние на некој начин како и пољаците, Естонија и други земји, тоа целиот тој процес да се дегалитизира и да се подобрат сервисите за македонската диаспора. Тоа сакам да го апострофирам. Сакам само тоа да го апострофирам. За сега велам подобро да одиме со агенција која ќе биде официализирана и предлогот од 15 држави со кои еве водиме, гледачите се информирани и тоа следат едно 6 месеци во континент. Значи да биде под капата на владата, односно премиерот, а после 4 години, кога тоа е целта наша да вас ве анимираме, ве инкорпорираме, ви даваме простор и координација со државата. Како што спомна, многу успешни македонци има надвор. Па зошто да не бидете инкорпорирани во амбиентот во креирање политики, создавање економски вредности, пријателски комуникации, лоби, кампањи, сето тоа. И ќе завршам. Имаме амбасадори, само туристички разгледници праќат и туристички патувања, а конзули кои воопшто не ги посетуваат македонците. Имавме пример во Канада и во Чикаго. Албанци кои не одат кај македонците. Пак ќе кажам, за мене е многу битно да има процедури и знаење и да се, кога ќе се стави акцент дека диаспората е битна, тука не може некој да игра со диаспората. Да омаловажува. За жал, во последниве 30 години диаспората се гледа од политички очи, отколку социоекономски за да се стабилизира државата, да помогне. Сепак диаспората е фактор од смисол 18 до 20% од домашно бруто производство доаѓа од диаспората. Така, 2 милиарди. И да не зборуваме инвестиции, да еве господинот Ѓорѓ Атанасовски како еден од најголемите инвеститори од диаспората во Македонија. Тука исто морам да спомнам и сакам да поздравам идејата на председателката Гордана Силјановска-Давкова, што објави дека сака да формира совет на диаспората. Ови се одлични прилики диаспората да биде поканета да советува председателката, премиерот, министерот за надворешни и другите министри да влезат, да помогнат, да не се гледа диаспората дека доаѓа тука и дека ќе ни соли на нас памет. Тоа е првата, кои сте вие, се иселивте ова, она. Не, извини, ја не се иселив. Јас сум роден во Америка и јас сакам да помогнам. Дај ми начин како да ти помогнам за вас, за подоброто. Да, може би некој ден ќе се преселам во Македонија. И тоа би сакал да го направам, но тука треба да соработуваме, да ја правиме Македонија земја која што ќе биде отворена. Секоја чест на председателката, потекна изворот беше токму од овој иницијативен одбор што ние во континуитет 6 месеци збориме и повеќе. Значи сепак ова иницијатива мора да биде владино тело. Со оглед дека и председателката го нема потенцијалот толку да може да ја координира сета диаспора на едно место. Секоја чест ние поздравуваме низната поддршка, но зошто да не?
да бидеме интегрирани и да бидеме во вистинска смисла и светло прифатени. Еве во контекст на тоа, ако ми дозволиш, би освртел листот само за и околу Македонската православна црква. Дали МПЦ е се уште најсилен фактор на вашето обединување? Односно, има ли македонци кои одат во други цркви, бугарски, српски, руски, грчки? Зошто ова го велам? Го велам од причина што тука, само уште 25 секунди, беше председател на Обединетите македонци во Канада, господинот Ристо Дурловски, кој изрази големо жалење за нашите случувањето во Канада. Имено, Македонската црква е таа единствен интегративен корпус, бидејќи видовме какви се конзулите, какви се амбасадорите, кој ги обединува. Таму им е забрането, како што вели господинот Ристо Дурловски за гласот на народот, морало на англиски да се говори, да се пее, само 5% што ова кореспондира со идејата на Цариградската патриаршија, или како што велат Фанариотската црква. Те молам, еве, изворно, како ја у Джерси знам дека не е така, у Детройт дека не е така, во Флорида дека не е така, но зошто ова се случува? Well, да, вака сега. Прво и најпрво, МПЦ од секој пат било стожарот на македонскиот идентитет, иако е црковна заедница, сепак македонската култура, јазик се зачува и се промовира преку таа институција. МПЦ моментално има околу 40 цркви во Канада и Америка, се на све, ако зборуваме и тие што се во формирање, како и во Флорида и во Аризона и други места кај што нема постојано свештеник. Мора исто тоа да се свати и да се признае дека македонската диаспора е многу широка. Македонската диаспора има мешани бракови, кај што не сите зборуваат македонски, и дека мора МПЦ да се прилагоди да има служби и на англиски јазик за таа публика, за да ја придобија, особено за луѓе што се мешани бракови кои и сопругот или сопругата што не се македонци сепак сакаат да испочитуваат културата, верата и на партнерот. Така да и децата. И тука мора повеќе да се посветиме на едуцирање на младите, на децата на македонски јазик, и ја мислам дека има дефинитивно проширување на часови на македонски јазик во диаспората. Знам, многу се активни во барам поголемите црковни заедници како Торонто, Детройт, Чикаго, Нью Джерси, кај што има, и Нью Йорк Сити, кај што има македонски јазик да се изучува, има фолклорни групи, и така да пополека младите и тие што се втора, трета, четврта генерација има прилика да го учат македонскиот јазик. Не е спорно, ја не гледам спорно да има служба која и на двете јазици, или еднаш во месецот да има на англиски, или да има часови за верата на англиски јазик, за да можеме ние да бидеме да ги сопфатиме сите македонци и тие што се попотекло македонци. Тука малце зоглед дека ќе ми замери големата јавност, со оглед дека матицата е таа извориште на националниот бит, националниот трезор. На многуте држави во светот им пречи македонскиот јазик. Зошто ние да не го зачуваме автентичноста, изворноста? Па тие бракови, јас се немој да мислам ова го пренесам ставот на јавноста, вклучувајќи и мојот став. Ако знаеме дека грчката црква априори во незиното писмо од Цариград исклучиво стоеше признавање на црквата под име Охрид, без македонско, без диаспора. Еве го фактичкиот она црвчето што гори. Сега поглаварот Стефан јасно кажа дека диаспората не ја дава во овие преговори за признавање, и ние го поздравуваме тоа. Имавме прилика и да се сретниме со него лето во Скопје, и така да јас се надевам дека
ќе се зголеми поддршката за диаспората и македонските православни цркви во Америка, Канада, Австралија и другите места нема да дозволат да се извади македонски од името на нашите цркви и можам да кажам дека ја го разбирам сето тоа, народот, мето. но македонската диаспората е премногу на некој начин и мојкна да не го дозволи тоа. Барам за црквата. Владата, за жал, ние немаме правото на глас ни е скратено секој пат за избори, но барам со црквата не верувам дека може тука. Вие имавте средба некој да игра. Имавте средба со Мицковски сега пред Вашингтонскиот самит, што не беше пример со Зоран Заев. Не сакам, верујте, малце ме иритира зборот името, не сакам да го спомнам, бидејќи целата девастација на Македонија што се случи е во неговото живење, односно неработење и однесување кон македонската. Не сакам, знаеш како, сакам да потенцирам тука дека ОМАД е невладина и ОМАД нашата работа е да ги представуваме, гласот на диаспората. И тоа значи дека треба да се сретнуваме со институциите во Република Македонија. Иако не се согласуваме со некои политики на било која влада, без разлика, не сакам тука да вовлегувам. Дали го критикувавте Зоран Заев? Се извинам, имавте можност 7 години. Секако. Дали му пативте некое протестно писмо да го критикувате, да му речете зошто СДСМ, зошто направивте вака, зошто не баравте гаранции? Едни ваши колеги од Австралија ми рекоа, зошто не од Њујорк, зошто не обезбедивте гаранција, ветување, туку исполна повторно народот македонски се со еден збор девалвира, со еден збор го дискредитира и го излажан со еден збор. Не. Искористен. ОМАД не. Никој не може да искористи ОМАД поради тоа што ОМАД е организација на македонците од диаспората и ние имаме борд на директори, совет и слично. Ние имавме средба со тогашниот премиер, уште пред ситуациите со законот за јазици и промена на името и преспад договорот и слично. ОМАД уште од почетокот дури и застана цврсто против договорот со Бугарија. Оти ОМАД не верува дека тебе ти треба договори за добро соседство ако немаш добри соседи. Мора да имаш добри соседи, тоа е на дело. Соседите треба да се покажат на дело, а не да подпишуваме договори, кај што сега за жал ни се скратува и ни се влегува на некој начин ни се скратува можноста да имаме нашата историја, јазик, идентитет и слично. ОМАД ги скрати сите односи со владата откако е поднесол законот за јазици. И тука морам да бидам јасен поради тоа што не може некој да имаш средба и да ти кажува едно, да те лажи и да прави нешто друго сосема трето. Шверцерска политика. Затоа ќе ги караме. Секој ќе ги караме, секој ќе бараме одговорност. Ова е најголемо предавство што постои од историјата на човекот. Затоа што ќе ги караме, правиме пресек една музичка пауза, бидејќи ова е магазин, и ќе ја пуштиме познатата македонска изведба музичка во делот на Леби Сол, Учиме мајко, карајме. Ајде да го слушаме Владко Стефановски.
песна и порака, меѓутоа како после толку карања, толку помени, никако да влезе во менталната матрица на политикантите. Секој ќе ги вика политиканти, додека не научат, не осозреат, не бидат во вистинска смисла на зборот слуги на народот. Не само да бидат во рамките на изборните кампањи. Викат французите, може не моја, мојото куќе, па јас му дава предност. Но зборот ми е дека треба се почитува народот и волјата на народот и суштината на народот, бидејќи народот дава и народот зима. Но ние сме тука да дадеме добри придонеси како да етаблираме Македонија на секаков план, особено меѓународен, кај што нашите македонци се доста успешни во светот и зошто да не бидат дел од нашето суштествено живење и обстојување. Вечерва, како што кажав, Мето Коловски, почестен председател и коснивач на ОМД, Обединетата македонска диаспора, една голема организација која се труди и прави се од себе. Господинот Вилем Паскарел, изразивме големо жалење што ни замина овој голем конгресмен. Ја имав таа чест и задоволство да направам интервју Џерси и кај што го пофали Мето Коловски за неговите контрибуции се она што прави. Но рековме дека 15 држави дадовме поддршка за оваа иницијатива. Конечно, Агенцијата за културна соработка со македонците во светот стане реално. Мето, дали ти се допадна ова песна на Владко Стефановски? Знам дека Владко Лозановски ти исто родбина братучет, али тој е голем македонец, од ова место го поздравуваме. Што мислиш, колку преку нашите песни можеме да ја кажеме вистината и суштината за македонската приказна, за македонската борба, за македонската страдање и сето она? Па дефинитивно, ја како некој кој доаѓа од музичка фамилија и свирев на кларинет и флута, татко ми свиреше на кларинет и сите чичковци и братучеди свират на нешто. Музиката е еден од најубавите начини на промоција на македонската култура и сторија, приказна. Јас баш вчера слушав Ти ли се најде на Вања Лазарова, една од моите најомилени песни. И секој пат кога слушам македонски песни ми станува така емотивно. И тука верувам дека го делат повеќето луѓе од диаспората и мора да се инвестира во нашата музика, во нашите капацитети. За жал, некој пат се форсира премногу од регионот музичари и што се е убаво, се е добро, музиката нема политика нема во музиката, но гледаме што се случува кога некои ни земат музиката, како пред известно време имаше една песна од бугарските пејачи Азис и заборев некој фики кај што ние земат нашата музика и ја стават на бугарски јазик и тоа го промовират како бугарска песна. И тука доаѓа и авторските права, како и законот. И тука мора Македонија повеќе да се блиндира и да се брендира. Да ја брендира. Така е. И да. Колку младите образовни генерации стануваат фактор во институциите на системот? Па дефинитивно стануваат сега моментално, например во Охајо имаме двајца судика и судија македонци. Во Канада само што беше ставен на главниот суд во Торонто, за Онтарио, Лус Трезос стана судија. Така да и тоа го зборувам од правната фела. Имаме извонредни доктори, може би еден од најдобрите доктори за кардиологија во Тампа General Hospital, кај што во делот кај што јас живеам е македонец. И така да имаме многу успешни, баш синојка читав за една компанија Quick Fit Bites, која се така
на некој начин бомбици за фитнес, пред фитнес или после фитнес и влегоја во Target, која е една од најголемите компании, супермаркети во Америка. И тоа за мене е гордост. Македонски продукти продуцирани во Македонија од жена која е од диаспората, која е собственик на приватна мала компанија, ама еве успеува. И тоа многу ми е мило кога гледам и влегуваме повеќе и повеќе. Еве и во Австралија една од најдобрите компании за вино Пеос е македонска. Во Америка имаме Niagara Water која е македонска, фамилијата е македонци, Andy Paykoff. Така да Илич фамилијата, нели, со Little Caesars, што повеќе и повеќе влегуваме во општеството. Знаеш како имаше, кога бевме мали, владиката Михаел дојде да не посети токму во Свети Никола, мислам дека беше, и ние прашавме децата што можеме ние да помогнеме за татковината. И неговиот одговор беше дека македонците што живеат надвор треба да станат добри американци, добри канаѓани, и така можеме да и помогнеме на татковината, кога сме успешни во општеството каде живееме. И јас се гордеам што повеќе и повеќе, нели, омада има таа листа 40 испод 40, кај што досега 280 млади испод 40 ги имаме поздравено и дадено значење во нашата заедница дека успеваат во нивната индустрија. И тоа сакам што повеќе да се потенцира и да инвестираме во идната генерација. Еве во Вашингтон, благодарејќи на амбасадорката Љубица Ачевска, првата македонска амбасадорка во Америка, основавме програма за стажирање во Конгрес, Крстена Ачевска Congressional Internship програма, кај што досега сме имале 20 студенти кои беа стажанти во Конгрес и имаме постојана апликација за луѓе да аплицираат, да влезат во структурите во Америка и во други места. Ти благодарам многу што ја спомна незината екселенција Љубица Ачевска. Значи, јас сум сведок, бидејќи 96-та бев на изборите на Бил Клинтон и Боб Дол, и госпоѓа Ачевска е таа што Бил Клинтон ја прашал кога ти е роден ден. Почитувани, некојаш сум спомнал. Меѓутоа да подсетам, може би изворно некој, на незиниот роден ден Америка не призна првиот пат. Сега тоа е такво акроним под таа референца. Меѓутоа, и на 4 ноември Джордж W. Буш, на роденденот на Лора Буш, со пријателите нашиот Детройт, како што е Светле Јовановски, Бог да прости, не призна под уставното име. Да, имаше и некои други бенефити што Македонија ги направи со територијална поделба, и тоа е тоа. Сепак, некој со пежуративност, мето ти благодарам што ми ме подсети, ама за тие, компаративно гледано за амбасадор што испративме во Њу Јорк и не застрами целосно. Па имаме некој конзул кој правеше исто глупости во Њу Јорк и сето onda. Нам ни треба, мето, дали ќе се согласиш, под итно ресетирање на Министерството за надворешни работи. Да се донесат вистински луѓе, професионалци, луѓе кои од кариера дипломати, луѓе кои цел живот работат за дипломатските односи со светот, да се инкорпорираат македонците во светот, но и од државата кои имат пријатели, кои имат контакти како Македонија да излезе од овој емпас, од овој чорсокак. Повели. Прво да се навратам на Љубица, баш е интересно што го спомнавте тоа за признавањето, поради тоа што јас се сеќавам, имав средба во Конгрес со еден стафер, возрасен човек кој работеше како советник на сенатор, и он вика, ја бев desk officer за Југославија на времето, и кога ја признавме Македонија и донесовме торта, ја повикавме Љубица и имавме торта со македонското тогашно 16 зрачно сонце, и ја поканивме да прославиме во State Department. И тоа што спомнавте за Буш, имаше тројца македонци кои работеа во Белата куќа во тој период. Така да не
попаѓаме на нешто дека Америка не призна поради Никола Димитров, што не знам што ова она. Ако не беше за македонците во Белата куќа, немаше тоа да се случи. Вратата беше отворена за Македонија и македонците во тој период, благодарејќи на македонската заедница. Апсолутно. Сега, жалам што Савија прво номинира амбасадор како Фрчковски за Америка, благодарејќи на работата на омада. Фрчковски не му доделија акредитација поради нашето лобирање. За жал, не беше нешто од значење во Обединетите нации. Се чудам како го испратија тамо, но знаеш како, тука треба стварно, се согласувам, можеби ресетирање, но мора повеќе дипломати од кариера и дипломати не само од кариера, дипломати кои имале искуство во Америка, Канада, Австралија. И контакти кои имат, и контакти со политичари, со светски државници. Во секој случај, такви ни требаат. Така е, ама тука треба сепак искуство, тренирање, присуствување на различни светски форуми, конференции, нетворкинг, да влезеш во соба и да можеш да се поздрави со сите и да излобираш за Македонија, right? И треба вратите да бидат отворени. Секој пат Македонија било наменито. Ние, омада, целта е да бидеме на масата со сите исторамни. Морам, види, чест ми е задоволство што вечерва споделам с тебе доста ви спомени и македонскиот пријател и мој драг пријател Лоренс Егелбергер. Знам дека вие му дадовте 2010-та пред неговата смрт почесна награда. Беше, такви пријатели нам ни требаат, кои свесно и јасно, државен секретар на САД, ви се молам, драги почитувани гледачи, почитуван мето, такви ни требаат, кои вели и во интервјуто, вие сте македонци. Никој не сме да ви го суспендира вашето право, тоа jus generis, вродено право, да се не рекувате, само дефинирате, спознаете, што и членот 4 од повелбата е јасно дефинирана. И според Европската Унија и статутот, дека и членот 2, дека никој не сме да го суспендира правото на само изјаснување и дефинирање, као што ние сме македонци. Но, дали значи тоа дека ние, и јас знам дека и Кендис Милер, јас се извинам, ме потикна многу позитивно и од Детройт, имаме голема група кои беа за Македонија и македонците. Дали работите на тоа, мето, што повеќе пријатели, сега особено во овие изборни простори? Секако, пак ќе назначам дека омада е невладина, но сепак може да лобира и да бара за нашите права, нели? И да биде глас за македонците. Многу сум радосен што во петокот групата за пријателство за Македонија, кој беше основана од личности како Кендис Милер, Бил Паскарел, кои повеќе не се членови на Конгрес, но оставија многу добра група и таа група продолжи. Таа група беше основана во 2011 година, се уште постоje, има скоро 30 и нешто членови и од петок до сега 6 членови се имат станато коспонзори. Така да омада постојано сега има состаноци преку нашата што работат за омада. Имаме двајца работени во омада, Гордан Јорданов, поздрав до директор за Македонија Европа, Емили Абранчек, and so она е главна за лобирање на омада и секој ден по 2-3 состаноци имаме во Конгрес и се надевам дека таа група ќе продолжи. Јас се надам дека власта, односно Министерството за надворешни работи и председателката како еден корпус ќе испратат вистински човек во Њу Јорк, каде што навистина ќе даде се од себе, а имаме такви. И јас имам симпатии према некои кои не се работи за симпатии, за дела, се работи за победници,
кои успеа да ги победат лошите, така наречени дипломати. Мето влегувме во крајот, на крајот на емисијата, само една куса твоја порака до гледачите, интересна содржина, бидејќи одиме со една прекрасна номера која треба да остави порака за вечерашната емисија и за сите нас. Која е твојата порака? Твојата порака. Која е твојата порака? Која е твојата порака, Поели? Порака до гледачите. Можам слободно да кажам, знаеш како мотото на ОМАД е обединети можеме, обединети ќе успееме и не смееме да дозволиме да не делат и да се делиме. Имаме многу проблеми во македонската диаспора, државата, соседите, човековите права нели на македонците се загрозени во повеќето балкански земји, но имаме и позитивни примери на македонската заедница во Романија кој има пратеник во собранието, во Хрватска македонската заедница, во Словенија, во други земји и мораме да ги гледаме позитивните работи и да одиме напред и да инвестираме во младите. Ја кога станав председател на ОМАД, реков дека ако нема некој кој ќе ме замени мене, џабе сме формирале организацијата. Ако нема луѓе да не заменат бордот, џабе сме формирале организацијата. Не сакам ја да бидам вечен председател. Не сакаме ние да бидеме вечни членови на бордот. Мора повеќе млади да влезат во структурите и они да тераат и да ги искуството е битно. Изнаењето и искуството е битно. Ти благодарам многу. Секако, ама искуството се учи од искуство и од грешки. Младите треба да ги слушат и тие што се со искуство и знаење и тие знаат да кренат ручна кошница која најмногу е важна. Оти младите знаат со својата енергија некојаш и да направат грешки и чекори, но како и да е, на младите останува иднината. Иднината во младите. Некој пат младите не се сопатени со тие проблематики кои минатите генерации имале и можете многу поинаку да ја гледаат и да имат поинаква перспектива, што мислам дека ќе помогне за иднината на Македонија. Ето, јас ти благодарам Ушtenешка многу и се надам дека ќе дадеш подршка на оваа иницијатива. Час поскоро да излеземе со официјалното наше барање до владата за формирање и дефинирање нова агенција за културна соработка со македонците во светот. Биди жив и здрав, ти посакувам добро здравје тебе, на твоите најмили несакани и на сите македонци каде сте во светот. Многу што бевте со нас овие изминати 60 минути, речи си 60, режијата ќе ја замолам таа прекрасна песна од Тоше Проевски, која наистина остава порака, како и претходната, и се гледаме во вторник во неделното издание на Гласот на народот. Пријатна вечер.